Моноспитово заедно со уште неколку села од Македонија се првите 12 кои треба да пристапат кон консолидација на земјоделско земјиште. Првите средби со земјоделците од Царев двор, Спанчево, Оптичари ќе започнат веќе утре. На денешната работилница во ресорното министерство потврдија дека веќе се склучени договорите со геодетски компании кои треба да ги изготват студиите за изводливост на процесот на укрупнување на земјиштето. Крајната цел на самиот проект е да ја зголеми конкурентноста на земјоделското производство, да се подобрат условите за работа во животните средини, во руралните средини, да се реши проблемот со напуштање на обработливото земјоделско земјиште и секако да се обезбеди одржливо користење на сите природни ресурси. Во март ова година беше објавен изборот на првите 12 локации со најголем потенцијал и најголем интерес за окрупнување на земјоделското земјиште низ Македонија. Овие 12 локации беа во Стојаково, општина Богданци, Логоврди, Трн, Оптичари и Жабени во општина Битола. Лешани во општина Дебарца, Чешиново, Соколарци, Спанчево и Чифлик во општина Чешиново, Блешево. Царев двор во општина Ресен и Моноспитово во општина Струмица. Минатата недела се склучени договорите со 3 геодетски компании од Македонија кои веќе започнаа со првата фаза од постапките за консолидација, односно студиите на изводливост во 5 од овие локации. Вир Вевин Пари од делегацијата на Европската унија во Скопје и Вилмам Даугалине, главен технички советник во ФАО во проектот Mainland, потенцираа дека процесот на консолидација не е воопшто едноставен и за негово успешно спроведување е неопходна соработка как и координација меѓу сите чинители, институциите, науката и земјоделците. Крајна цел е одржлив развој и креирање подобри услови не само за земјоделците, туку и за граѓаните воопшто.